Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео е продолжение од претходното видео, кое што имаше наслов "Кој е вашето дете?" и всушност содржината од оваа тема е представена во 12-тиот чекор од книгата на вторката Шефалица Бари, "Родителска карта". Сега кога навлеговме во третата фаза од оваа книга, и ја започнуваме оваа трета фаза со 12-тиот чекор, Шефали објаснува во него дека прво, како возрастни, голем дел од нас, ние екзистираме се уште во еден режим на преживување и при тоа во тој режим на едно преживување ние се држиме цврсто до едни образци со кои што сме се справувале со траумите од своето собствено детство. Родителите пак од друга страна, кај нив останало егото да биде цврсто забетонирано, односно цврсто вкоренето, и на некој начин, додека сме биле ние деца, тоа успеало да во голем дел да го совлада нашето вистинско јас и да остави една длабоко продорна болка, внатрешна болка, со која што ние се уште голем дел од нас не сме стапиле во контакт. Односно, не се ни осудуваме да дојдеме во допир со неа. Меѓутоа, кога ние живееме еден таков живот, тешко е да можеме да се разбереме себе си. Зошто се чувствуваме на одреден начин? Зошто сме фрустрирани? Зошто сме под стрес? Зошто имаме страх? Зошто сме анксиозни? Зошто се плашиме и така натаму? Или пак, зошто се однесуваме на начин на кој што се однесуваме? И за да можеме да се разбереме, неопходно е прво да ја напуштиме осудата и да влеземе во еден простор на сочувство и на сомилост. Сочувството и сомилоста се клучните работи, значи клучни елементи се за едно родителско исцелување. Меѓутоа, за да можеме прво да ги репрограмираме нашите мисли, нашите ставови и нашето однесување од едно лудо, незрело, несоодветно и егоично кон едно разумно справување, потребно да почнеме од тие промени. Значи, мора да почнеме кон промени на наша внатрешна работа. Сега Шефали овде го поставува прашањето на родителите. Замислете, родители, доколку нашите родители би биле излечени од својата болка, прво, што би се случило? Во основа, тие не би го имале егото, значи би го напуштиле своето его и која што, значи, ја има улогата, додека сме биле деца, во најголем случај, да го ништи нашето автентично јас. Исто така, таа вели, замислете, кога нашите родители би биле излечени од својата болка, на кој начин ние би биле воспитени? Како би се чувствувале тогаш? Дали можеме да замислиме дека би биле целовити? Како би изгледала таа наша целовитост? И објаснува, за кога би биле на вистина целовити, тогаш вистинскиот дом, кој што ние, каде што би се чувствувале сигурни, заштитени, вредни, не би представувале фантазиите наши, кои што ги имаме во нашата глава за тоа што би представувала вистинската куќа или вистинскиот дом, например луксузните куќи, сега модерно е куќи во вид на замоци да се прават во последно време и така натаму, или пак луксузните коли, или пак патувањето во далечни земји на
некои острови, например на Карибите и така натаму, преку кои што мислиме дека на некој начин ние преку тие работи би ја потврдиле нашата вредност, би ја потврдиле нашата сигурност, би го потврдиле она за кое што ние се чувствуваме како безбедни, туку нашето вистинско живеалиште, нашиот вистински дом, што би представувал? Би било она што ние го носиме во себе. Значи, во оваа состојба, ние итекако можеме да си бидиме најголемите пријатели, најголемите партнери, најголемите и најдобрите водачи, најдобрите лидери, затоа што би си го слушале своето автентично јас. Значи, нашето внатрешен глас би бил на преден план, би биле поврзани длабоко со него, значи би го носеле она чувство кое што дека сме дома, каде и да одиме. Затоа што се имаме себе си. Каде и да сме, си се чувствуваме сигурни во себе, си се чувствуваме безбедни во она што сме, си се чувствуваме автентични, си се чувствуваме како дома. И доколку ние би живееле со ова целовитост внатрешна, тогаш многу поинаку би бил и светот и би живееле во многу поинаков свет. Зошто? Затоа што прво не би биле фрустрирани, не би имало огорчености, не би постоела зависта, не би постоеле кавгите, не би постоеле насилството, не би имало ни потреба од војни. И за да може ова да го објасни Шефали, значи што би значело да сме целовити, особено кога родителствуваме, таа тргнува од својот личен пример, тргнува од себе. Изборува за кога нејзината ќерка имала само 2-3 години и тоа било во нејзиното рано детство. Шефали тогаш родителствувала крајно несвесно, се уште не била запозната со свесното родителство и таа била обиткана со едни огромни егоични агенти за тоа како требало да изгледа нејзиното дете, значи што треба да прави, каква треба да биде, и притоа не била воопшто ни свесна за тоа нешто. И кога почнала да го наблюдува своето дете, навистина, во нејзината вистинска суштина, во тој период таа сватила дека тоа дете пред неа нема ништо заедничко со неа. Во тој момент таа била запрепастена едноставно. Затоа што таа дотолку била внесена во нејзините фантазии и се надевала дека нејзиното дете во суштина ќе биде мини верзија на неа. Дете кое што ќе ја сака мудроста, дете кое што ќе ја сака филозофијата, дете кое што ќе биде, ќе има нејзината на некој начин душа, меѓутоа тоа дете пред неа немало ништо заедничко со нејзините очекувања. И постојано се прашувала тогаш, кое е ова суштество кое што е пред мене? И била многу исплашена, затоа што тоа било сосема различно од неа и поради тоа што било различно од неа, таа не ни знаела како да постапува со нејзината природа. Значи, и токму поради тоа таа не можела да си го види собственото дете, не можела да ја види нејзината автентичност. И затоа што таа, како мала, Шефали, била по природа срамежлива, била многу попустлива, сакала да угодува, таа имала голем број на браќа, додека била мала, и нејзината
спротивност била целосно различна од суштината, значи имала целосна суштинска спротивност во однос на незиното дете. Незиниот карактер бил сосема различен. Тој бил храбар, дури често пати знаела, значи да се кара со шефали, да се расправа, не се плашела од другите деца, засемала многу цврст став кога разговарала со нив и не сакала на никого да му угодува, а најмалку на неа како мајка. Онаму каде што шефали била мека, каде што била податлива, незиното девојче било многу тврдоглаво и пркосно. Онаму каде што шефали била колеблива и често пати била несигурна, незиното дете било многу цврсто, било многу храбро и имало многу често пати и став да треба да се избори за себе. И понатаму ќе ви читам за она што шефали го раскажува во книгата за неа и за незиното дете и како почнала да влегува во свесното родителствување. Таа пишува: "Поѓаволите, сакав да биде поинаква. Лесно да се родителствува, да се обликува и да биде покорна. Но таа воопшто не беше таква. Беше енергична, жестока и се расправаше. Таа беше едно дете, чиста спротивност од моите фантазии и очекувања, и бидејќи не беше истата верзија на мене, на која можев да се огледам, јас се плашев и се борев да ја прифатам за она што навистина е." Видете, родители, јас не работев доволно внатрешно на себе си и упорно се обидував да ја вметнам во мојот шефали филм, за да можам да управувам со незините расположенија на мој начин. Сакав да ја обликувам и да ја претворам во мини верзија на себе. Но неизбежно дојде судирот. Расправи, разделувања, огорчености следуваа. И се обидував дури и на сила, но тоа ништо не успеваше кај моето дете. Колку ќерка ми се спротивставуваше, толку моето его растеше, а порочниот циклус се обновуваше. Дури кога се запознав со свесното родителствување и започнав да го практикувам, работите почнаа да се движат во позитивна и здрава насока. Знам дека голем дел од вас ќе ме осудувате, но јас свесно се изложувам на овие страници затоа што сакам да видите како никој од нас, вклучувајќи се и себе, не изостанува од тоа страшно заведување на собственото его и дека за секој од нас неопходно е внатрешна работа на себе заради исцелување. Проектирањето на слика за совршено дете би било само невистинито, лажно и извештачено и неавтентично. Од наша страна немам интерес за ваква проекција. Само преку разголувањето на нашите рани можеме да се оздравиме. Моето искрено споделување за собственото его е за да се чувствувате комотно кога ќе се сретнете вие со вашето. Ова провидно откривање на егото е единствениот начин на кој можеме да се менуваме и додека не дојде ова длабоко исцелување, ќе ја проектираме нашата внатрешна болка и внатрешниот недостаток врз нашите деца. Се уште се сеќавам на моментот кога бев сведок на напуштањето на вистинското јас кај мојата ќерка, кога беше само едно силно и авантуристичко настроено 3-годишно дете. Тогаш дента беше крајно вознемирена, зашто јас ја прекорував упорно и упорно, затоа што не ме слушаше.
Тонот на мојот глас беше висок и ставот ми беше: јас сум потполно во право, ќе ме слушаш и точка. И така упорно продолжував понатаму со ова мое однесување и потоа во дел од секундата забележав како се случува нешто трогателно со неа. Од срам ја наведна толку ниско својата глава и се спуштија нејзините рамена. Целото нејзино тело се умлитави како издувен балон. Телесното држење на моето дете потполно се разобличи, а огненото треперење во нејзините очи потполно згасна. По тој миг моето его најнаш прекина. Токму во тој момент сватив дека ако не си го ставам собственото его под контрола, ќе почнам да ја ништам суштината на своето дете. Моето его го допираше дното одново и одново. И тој ден беше пресвртницата во мојот живот, кога почнав да си ги лекувам собствените внатрешни рани и почнав да практикувам свесно родителство. Силната личност кај ќерка ми потикна нов начин на постоење кај мене. Колку и да ми беше тешко, морав да се запрашам, да си го поставам најтешкото прашање. Зошто не можам да си го прифатам своето дете? Зошто се плашам да ја видам таква каква што е? И тогаш сватив дека тоа е затоа што не се прифаќам себе си онаква каква што сум. Постојано и кажувам на Маја, ќерка ми, која сега има 20 години. Ти си причината за тоа што почнав свесно да родителствувам. Ти се осмели да бидеш ти и покрај обидите на моето его да те притиснам. Ти остана доследна на својата суштина. Бев принудена да го отфрлам моето его. За секогаш сум благодарна што родив еден таков храбар и нескротлив дух. Да беше поинаква, може би никогаш немаше да ја разберам моќта на мојата несвесност и никогаш немаше да се осмелам да се трансформирам себе си. Родители, кога ние не си ги препознаваме собствените деца за она што се во својата есенцијална суштина, тогаш ние и текако забиваме еден многу длабок клин во односот помеѓу нас и децата. Кога ги гледаме низ очите на нашето его, ние секогаш мислиме дека треба да правиме нешто со нив. Меѓутоа, за да влеземе во просторот на срцето, за да можеме да се поврземе со него и да се поврземе со автентичноста на нашите деца, единствено нешто кое што мора да го направиме е да започнеме со работа на себе. И затоа што никој нам, како возрастни, кога ќе станеме родители, кога ќе влеземе во процесот на родителствувањето, не ни кажал дека најглавниот елемент во родителствувањето и најглавното влијание го има точно елементот на воспитување на себе си. И ние во родителствувањето влегуваме многу неизвестно, многу несвесно и пред веќе да се освестиме голем дел од нашите товари кои што нам ни ги пренесле нашите родители, ние сега веќе им ги пренесуваме на нашите деца. И токму поради тоа Шефали во својата книга пишува дека навистина треба да почнеме со работа на себе, да влеземе во еден процес на заздравување, за да не продолжува тој циклус на пренесување на болка од генерација на генерација. И како што вели Шефали во својата книга, доколку јас, родители, продолжував упорно да останувам доминантна
и да бидам во една супер контрола во односот со своето дете, јас само ќе го уништев чувството за вредност кај своето дете. И доколку продолжував да ја доживувам својата собствена ќерка дека е лоша, тогаш јас само ќе си го срамев собственото дете за она што си е, за незината природа, за незиниот природен темперамент. И токму поради тоа, моето дете сватив на крај дека не е криво за тоа. Мојата родителска несоодветност, мојата родителска несигурност го правеше проблемот помеѓу мене и помеѓу моето дете. А мојата ќерка немаше никаква врска со тоа. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.